Локални избори 2025 година. В недела на 19 октомври се отвараат гласачките кутии. Во овие денови А1 ви представува дел од кандидатите на општина Центар, Скопје и оние кои успеа да стигнат во студиото. Мирослав Лабудович, добар ден и ви благодарам што ја прифативте поканата за гостување во А1. Добар ден, благодарам многу на поканата и голем поздрав до гледачите и следачите на А1. Би сакала малку повеќе јавноста да речам, овие поекспонирани кандидати ги знаат луѓето од каде доаѓаат, верувам и вашиот актуелен ангажман го знаат и некаков бекграунд, меѓутоа би се запрашала конкретно јас како граѓанин, човек кој во моментов има позиција како заменик министар за енергетика, би добил мотив да се кандидира за градоначалник во општина Центар, значи на едни од најпредизвикувачките, би рекла, избори досега, можеби, овие локални избори, така би ги нарекла, од повеќе аспекти од тоа што ни се случи една голема катастрофа со градот во изминативе 4 години. Значи сега секој што ќе дојде и што ќе направи, сите велат се ќе направиме. Трката е голема, дали тоа може да се направи за краток или подолг период. Кој е вашиот мотив да се кандидирате за градоначалник на општина Центар? Би се вратил малку поназад, кога одлучив и да влезам во политиката. Јас целиот свој животен век работев во приватни компании, последните 8 до 10 години работев во странски компании на многу предизвикувачки позиции кои што ме формира како сериозен професионалец, бидејќи кога работите во автомобилска индустрија, таму мора да испорачате квалитет. Бидејќи нема компромис со безбедноста, а секој дел во автомобилот што се вградува мора да ги задоволи сите можни критериуми за квалитет. Тоа е всадено во мене и знам дека секогаш мора да се испорача квалитетот. Во однос на прифаќањето на позицијата заменик министер во енергетика, која дојде понудата од мојата политичка партија, многу размислував. Дали треба или не? И во тој момент, во таа политичка патија што се случуваше во државата и формирањето на партнерството или коалицијата меѓу ЗНАМ и ВМРО-ДПМН, видов дека има одредена добра приказна и надеж со квалитетни луѓе, кои што тогаш се сформираше владата, дека може да трнеме напред. Од таа позиција која што се наследи на претходните парламентарни избори во минус, да стигнеме до нула и од нула да градиме и да покажеме резултати. Прифаќањето тогаш на позицијата беше со мотив дека време јас, тоа знаење што го имам стекнато и професионализам, да влезам во министерство заедно со министерката Сања Божиновска, да изградиме ново министерство, бидејќи го почнавме нула, тогаш беше формирана, и беше еден добар предизвик и мотив од ништо да направиме нешто. Најтешко е во животот од бел лист хартија да почнете да пишувате. Лесно е да го коригирате текстот, меѓутоа најтешко е да почнете да го пишувате. Можам да кажам и да се пофалам дека ние во министерството имаме веќе респектабилна институција која почнува да испорачува продукти. Министерството направи закон за енергетика, кој што е де факто и некоја реформа во енергетиката и други закони, работиме со ранливи категории, правиме програми тоа што ќе се случува како инвестиции. Кога дојде и можноста да се кандидирам за кандидат за градоначалник на општина Центар, кога коалиционите партнери се договорија, партнерски настапуваме во Куманови во Центар, партијата ЗНАМ имаше повеќе кандидати, меѓутоа честа и одговорноста ми припадна мене, како прифатлив кандидат и од нашиот партнер, влегува оваа трка од мотив дека време да се сменат некои работи во општина Центар. Бидејќи подолго време, особено изминативе 4 години, можеме да забележиме дека не само стагнира, туку се враќа назад целата таа приказна на квалитетен живот во општината. Мотивот доаѓа од тоа што се повеќе, како што ми растат децата, така се повеќе поминав со децата во одреден период од животот, знаете, одите од точка А до точка Б на работа, дома, меѓутоа како пораста деца, се повеќе и повеќе со нив поминувам на улица и ги забележувам тие аномалии, тие работи што не се сервисираат во однос на хигиена, во однос на безбедност, во однос на детски игралишта, во однос на училиштата или градинките каде што моите деца престојува. И кога ќе почнете да го согледувате тоа и почнувате гласно да го коментирате првин во најблиското окружување, сваќате дека сите се со истото мислење и истиот став. Ова
е хаос и ова не функционира. Па кога ќе продолжите да видите дека има класична брутална бетонизација, кога ќе влезете во Дебармаало, на една точка да станете, кај кружниот тек, кога ќе свртите околу вас, кога ќе видите 7 објекта дека се градат на не повеќе од 50 метра диаметар, сваќате дека тука веќе се поминуваат границите на нормалното. И од тука доаѓа мотивот дека од таа апатија која владее кај граѓаните за убаво, квалитетно, нормално, достоинствено живење, таа работа има веќе не постои. Значи не постои среќа или детски џагор или движење низ маалата, бидејќи тротоарите не се узурпирани, хигиената е на многу лошо ниво. Така што мотивите доаѓаат исклучиво има општествен порив кај мене, дека знам со луѓе околу мене, со тоа што го имам како претходно искуство, дека работите може да ги почнеме да ги ставаме во ред. Така, сте се чувствувале општествено одговорен за да влезете во оваа кампања, да речеме колку била политички мотивот и тоа така натаму, ќе видиме. Господин Лабудовиќ, сепак Центар е една општина каде што одговорноста е, да речем, за секоја општина кандидатите преземаат голема одговорност. Во општина Центар одговорноста е уште повеќе поголема, затоа што зборуваме за реон каде што можеби е најскап квадратот, граѓаните плаќаат за таму да се за домување, нели? Сите оние паркинг места, инфраструктура, пристапност до амбулантите, до училиштата и така натаму. Вие рековте малку во најавата ваша за вашиот мотив дека можеби најтешко е да се испишува нова хартија и дека тоа е слично како уредување на текст кој јас би рекла дека можеби јас сум имала искуство некогаш е полесно да се почне од нула отколку некој катастрофално лош текст да треба да се уредува. Јас би рекла дека во моментов во Центар проблемите се толку големи што можеби да ви даде некој бланка страница, можеби полесно ќе се снајдете отколку да треба да ги решавате оние работи кои веќе се направени со катастрофални решенија. Но да одиме едно по едно. Центар општина во која царува не е тајна, нели, градежната мафија, постои голема, нели, инвестициски хаос, големи притисоци. Никој досега не успеа да се справи со тоа. Сите ветувања на претходните локални избори се сведуваа на тоа да јас кога ќе дојдам во таа општина ќе се погрижам да нема повеќе дивоградби, да има плански градби и така натаму. Тоа секако дека зависи и од донесувањето на генералниот урбанистички план. Но што вие имате во вашата програма и како мислите да се справите со ова? Со таа бетонизација која велите и вие забележувате и сите ние граѓани и конкретно оние што живеат во општина Центар. Генералниот урбанистички план е мајката на сите планови. Така. Тој е разгледуван, меѓутоа не е донесен во изминатите 2022 година требал да биде донесен, меѓутоа не е донесен. Сорце Ѓоргиевски, новиот градоначалник на Скопје, ќе пристапиме заедно да се ревидира и да се донесе во интерес на граѓаните. Паралелно со тоа, ние ќе започнеме сите оние останати планови што се на ниво на општина Центар, генерални, да започнеме со разгледување и паралелно со усогласување тоа што ќе се случува со деталниот урбанистички план. Во изминатиот период, од 4 години донесени се само 3, од 34. Градоначалникот вели разгледувани се 6. Тие може да се разгледува 20 години. Зборуваме за донесени планови. Так. А донесувањето на планот значи приказна што е во интерес на граѓаните. Кога ќе донесете план, кој што е исклучиво во интерес на граѓаните, кога граѓаните ќе пристапат, ќе ги мотивираме активно да учествуваат во разгледување на плановите, а не да бидат само пасивни наблюдувачи и после да ги даваат коментарите од кога ќе се донесе, кога ќе повеќе од тие планови ќе ги донесеме во интерес на граѓаните, тогаш приказната ќе биде друга. Меѓутоа, во однос на дивоградбите, во однос на процесот на градба, во поднесување на проектната документација за давање за одобрение на градба, службите сериозно внимание ќе посветат дали сето тоа е по правила на игра. Бидејќи не би сакал да се доведеме во ситуација уште на почеток дрвото да го засадиме криво. Дополнително, сите инспекцијски надзори што ги случуваат, ќе има можеби почесто вонредни да го следат процесот на градба на тие
згради што ќе се градат. Дали се исполнети условите за зеленило, за паркинг, за катност, за случајно да нема некоја подкровје дополнително стајано, пошто гледаме кога ќе поминете низ Дебармало и Буњаковец, не сите згради се баш под линија иста, како што се случува тоа кога ќе видиме во големите градови и развиени во Европа. Така што поголемата контрола, јас велам, за се треба поголема контрола и волја. Да, ние не измисливме градежната мафија. Таа постои. Работата е како да ги стегнеме заедно со локалната, централната власт, како да ги стегнеме сите тие начини за да таа не расте. Со оваа веќе постоечката што правиме со оние дивоградби каде што ќе се детектира дека се дивоградби? Секоја градба каде што постои ќе биде соодветно постапено според закон и тука завршуваме со приказната. Имаме добар пример во Албанија. Во Албанија имале, мислам дека 3 процеси на легализација, каде што после тоа државата нели го организира, секој што не го легализирал објектот се руши. Тоа треба да се направи кај нас. Да видиме да се направи уште еден пресек. Ако можеме во која насока ќе одиме да одлучи државата, од тука го правиме пресекот, знаеме што правиме. Бидејќи мора да го донесеме редот. Сам еден човек тоа не може да го направи. Може само со тим и со заедничка поддршка на локалната, на централната власт, на сите институции кои што се како засегнати страни влегуваат во тој процес. Бидејќи тоа не е само на ниво на општина центар. Имаме и други општини што се случуваат со исти проблем, пак ќе кажам, треба да се реши еднаш за секогаш таа работа. Ако веќе имаме дивоградба, не знам, имаме случај со кафаната Мечков центар. Тие го узурпираат тротоар. Значи луѓето кои што треба безбедно да поминат по тој тротоар не може да поминат. И тоа требало до сега 100 пати да биде постапено, бидејќи апла во центарот на градот карши општината. Имам исти случај со еден хотел Маџо карши општината. Пред очите на општинската управа се случувала дивоградба и не било постапувано. Така што треба да првин да ги стопираме сите тие непринципиелни работи, а ако дојдат веќе и да го загрозуваат и безбедноста на граѓаните и јавниот простор, тогаш или да се надеваме да не дојдат до степен кога ќе го загрозат точно управо тоа на граѓаните, затоа што имаме нели веќе во државата еден таков страутен пример на дивоградба која однесе толку многу животи. Добро, да се вратиме кон нашите теми. Значи зборуваме исто така за хигиената. Последниве денови го гледаме вашиот против кандидат актуелен градоначалник на Центар Горан Герасимовски, кој е прилично растрчан низ Центар и вели дека му се прават и црни кампањи, се истура ѓубре пред празните контейнери. Како да одеднаш сакаше насекаде да ги реши сите проблеми кои беа натрупани во меѓувреме, меѓутоа вие каков план имате за урбаните за конкретно за решавање на проблемот со отпадот? Управувањето со отпадот во Центар. Дали вие сметате дека ќе имате подобра комуникација со актуелниот градоначалник или во случај дури да тоа не биде вашиот коалиционен партнер, да биде друг градоначалник, дали сметате дека тоа ќе биде пресудно, дали ќе можете да комуницирате конечно, значи двете власти, општинската и градската, за да не дојде до такви најти за кои подоцна граѓаните страдаат. Каков е вашиот план за решение за хигиената во општина Центар? Припоснал од првиот коментар ваш, црна кампања не се води. Тоа е критика која што актуелниот градоначалник не може да истрпи сам на себе. Ние ги отворивме работите што претходно не биле отворени и прашуваме дали е тоа точно или не. Тоа не е црна кампања, не е отцрнување. Туку е квалитетот на работата на градоначалникот кој што не може да се соочи со прашање од една политичка партија и прашање од граѓаните, бидејќи тие прашања стигаат до нас од граѓаните. Црна кампања е ако отцрнувате некој на лична основа. Ова е исклучиво за работата на градоначалникот, кој што се растрча кампањски, како што велат во последните 4 месеци, да очисти градот, да менува детски игралишта, да не знам што се не направи. Ќе се доведе во ситуација дека ако некој од граѓаните пријави дека има проблем со бойлерот, да иде да го исчисти и каменецот во бойлерот. До толку е спремен, бидејќи
Кога работите системски, од почеток до крај нема да се соочите со депонии, не зборам за оние сега што се случуваат околу контейнерите. Тоа ѓубре е одговорност на комунална хигиена и дека тој смет треба комунална хигиена да го сервисира. Јас зборувам за сето она што е одговорност на општината. Ние за тоа зборуваме. И тие видеа тој што ги прави дека бил празен контейнерот, а околу имало ѓубре, комунална хигиена поминала со камионот, со двајца луѓе го испразниле контейнерот, ѓубрето од страна останало, пошто немале доволно логистика тоа да го исервисираат и оператива. Во однос на тоа што ќе се случува во наредните 4 години. Системско, континуирано, редовно одржување на општината. Не може да, како што се фали градоначалникот, најголема служба има за чистење. Ако има најголема служба, нема граѓаните да анотираат број 1 хигиената. И граѓаните не анотираат само за ѓубрето како отпад околу контейнерите. Тоа што не е исчистено низ општината. Ако ви текнува порано, секоја мало беше чистено од службите. Поминува или со машини, или поминува со метли, некогаш и со цистерни ги чисте и плочниците, и просторите околу зградите, се беше чисто. Меѓутоа, денеска тоа се заборави. И тоа не е критика и од тоа не е црна кампања, тоа е критика зошто не е постапувано во минатите 4 години. Тоа што планираме да биде максимално редовно користена целата механизација, што е како механизација во рамките на ПОЦ, доколку има потреба со анализа. Со анализа ќе се набават нови машини, дали цистерна, дали метларка. Ако има потреба од вработување на нови луѓе за чистење, ќе се вработат. Центар мора да биде чист, бидејќи центар е лицето на градот и лицето на државата. Ако нас лицето не е чисто, каков печаток оставаме и за сите граѓани што доаѓаат од Македонија внатре во центар, и за туристите што го посетуваат. Циркулацијата на туристите исклучува во центарот на градот. Во однос на отпадот, предвидуваме во програмата зелен буџет. Тоа е субвенција по која ќе дадеме одредена сума пари за секое одлагање на секоја амбалажа, дали пластика, дали лименка, бидејќи да почнеме да ги мотивираме граѓаните. Дисциплината на граѓаните доаѓа со казни, мотивацијата со субвенции и со добри кампањи. Затоа, во вендинг машините кои што ќе видат, дел се ги има низ центарот, а не се функционални. Дел можеби со соработка со некоја компанија као колектор на отпад. Ќе направиме договор за одлагањето отпад и веќе постоечката картичка што е во рамките на ПОЦ ќе се користи за акумулирање на тие средства потоа да влезат за купување, за користење на тротинет градскиот, за користење на јавниот превоз, што верувам дека во наредниот 4-годишен мандат градот Скопје ќе го организира перфектно. И дополнително работиме на еден сериозен предфизибилити студија, бидејќи тоа е премногу скапо, со пријатели кои што го дадоа предлогот за тој инцелератор. Што значи тоа? Сите општини, тоа ќе понудиме на сите општини на градот Скопје да партиципираат со помош на државата. Тоа може да бидат и другите општини од државата. Да партиципираат во изграда на таков инцелератор. Тоа е станица или производствена станица, така да кажам, на електрична енергија која како суровина користи отпад. Нема емисија на штетни гасови, има производство на електрична енергија и има како дополнителен производ топлинска енергија. 1 или 2% има пепел како производ од горењето, кој што може утре да се користи за асфалтирање на улици и патишта. Така што тој проект може да биде мегапроект, ќе исчистиме Дрисла, ќе исчистиме сите депонии, дополнително секоја општина која ќе инвестира во таков мегапроект, ќе добие бесплатна електрична енергија, која ќе може да покрие своите институции, како училишта, градинки, општинска зграда или све што поседува. Дури може, во зависност од инвестицијата, со добра пресметка, да покрие дел и од уличното осветлување. Зборуваме за одржлив развој. Значи, целта е денеска да инвестираме одредена сума на пари, а тоа да ни се исплаќа на долгорок, каде што ќе подобриме квалитетот на животот на граѓаните. Бидејќи
Тие се тие решенија кои што нас ќе ни го подобрат животот. Ние може да изградиме општинска зграда со нормални услови, со паркинг, дополнителен паркинг, меѓутоа сето она што нема да постои утре дрисла, тоа е системско решение на многу долг рок. Селекцијата на отпадот, свесноста према селекцијата на отпадот, едукацијата и секако, ако воведеме ред, имаме правилник, имаме закон, ако некој почитува тоа правило на игра, следуваат одредени казни. Па кога ќе се удри граѓанинот по джеб, секогаш можеме да се научиме зашто во странство никој не го фрла од пушокот на земја, бидејќи знае дека ќе го види некој од тамошните редарски служби и ќе го казни, а тука секој се си дозволува. Така, добро, казните се секако решение, но тоа е прашање за други ингеренции. Како и да, во последниот период одите со една кампања која исто така на Општина Центар голем проблем, дури на почетокот на оваа учебна година се појавија дури некакви толку големи нехигиенски услови околу училиштата, што доведе до појава на старци. Урбаната опрема околу училиштата, приодот, безбедноста и така натаму се теми за кои редовно реагираат сите родители во овие училишта од Општината Центар. Што вие планирате да направите околу тоа? Со безбедноста нема компромис. Тоа е еден од приоритетите, да наречаме приоритет број 1, бидејќи сите родители сакаме нашите деца да растат безгрижно и безбедно. Безбедно да се бидат пред зграда, безбедно да се движат до училиште и додека се училиште биде безбедно. Имавме еден случај во Градинка, прочитав по медиумите, дека деца нашле шприц и дека се гребеле, се боцкале. Може да се случи. Меѓутоа, доколку имате 24 часовно обезбедување на тие објекти, секој ќе забележи влез на одреден човек во таа средина, кој искористил некоја супстанца за своите потреби, да не речам, неубави потреби. Безбедноста мора да биде со повеќе аспекти, движењето на децата од дома до училиште. Планираме да воведеме безбедни рути, да ги ослободиме тротоарите. Децата, можеби некој детенце ќе помине минута-два подолго, меѓутоа ако почитува рутата, родителот ќе знае дека детето ќе стигне безбедно училиште. Планираме да ангажираме и волонтери, можеби некој наставниот кадар во делот на улиците, во тој период од 15 за 8 до 8, до 5 за 8, додека не почне часот, да учествуваат во тие сервисно стамбени улици, децата безбедно да ги околу училиштата, децата безбедно да ги поминат пешачките премини, бидејќи сепак треба ние родителите кои ќе опуштиме детето да знаеме дека безбедно стигнало. Она што се случува во рамките на училиштата, имам сериозна замерка во моментот. Моите деца учат во училиштето, во едно од центарските училишта. Има неколку пати пратено допис до општината, целата фасада што се клати, родителите го заградиле просторот со гуми и со како се вели, со ленти. Деца како деца прескокнуваат, си играат, наместо општината да дојде да го загради со тврда ограда, за никој да не може да прескокне таму, се додека се најде решение техничко за тоа. Дали ќе се симне целата фасада, ќе се стави нова, или истата ќе се санира, меѓутоа не смее да се остави така. Не грижата, слухот, тоа што не сака да се слушне од потребите, тоа што ни се случува во однос на безбедноста, тоа ме фрустира и тоа е дополнителен мотив од она што го почнавме денеска разговорот, за да влезам во оваа трка за градоначалник. Не сме да се допушти, ако има проблем во некој училиште, веднаш мора да се реагира и да се санира проблемот. Ако не може веднаш, да се огради или да се најде решение како да не се загрози безбедноста, а после ќе го гледаме како ќе го санираме од финансиски аспект, нели, мора да се направи набавка и така натака. Така, добро, тоа можеби да се смета еден од приоритетите на вашата кампања. Што би издвоила друго како приоритет во вашата кампања? Што е приоритетно за Општина Центар? Паркирањето, секако сообраќајниот хаос, разговараме. Видете, приоритет се граѓаните. Секогаш. Дали ќе изградиме една, две или три катни гаражи или монтажни,
Да, тоа се процеси на анализа, тие се дел уцртани во деталните урбанистички планови, бидејќи претходно некој како растел градот по тие параметри предвидувал дали градинка, дали училиште, дали нов паркинг, дали монтажен, дали катна гаража или подземна гаража. Кога збориме за проекти за подобрување на квалитетот на животот, предвидуваме Центар Хаб, тоа е младински центар, каде што младите ќе креираат. Ние низ годините младите ги заборавивме, ги оставивме на телефон да седат, наместо да им отвориме простор каде што ќе дојдат да се изразуваат. И тоа ќе започне од основните училишта, од градинката и од основните училишта, каде што наставниците директно ќе се вклучат во препознавање на квалитетите и на талентите на тие ученици што денеска многу малку можеме да го видиме. Имате прекрасни дечиња, прекрасни деца кои што не дошле да го изразат својот талент. Тој центар ќе биде баш во таа насока, ќе биде и технолошки, делот на вештачката интелигенција, ќе биде со луѓе, планираме да биде со луѓе кои што внатре ќе творат, ќе имаме луѓе од културата кои што ќе може да изведуваат и да вежбаат своји театарски представи, бидејќи со многу луѓе се сретнав изминатиот. Предвидувате за тоа некаков нов објект или можеби рециклирање на некој стар објект? Повеќе, најверојатно ќе биде стар, има повеќе многу локации во центар што не се искористени. Така. Размислувавме на неколку, ни рекоа дека тие не можат во моментот, бидејќи државата планира да ги пренамени. Размислуваме за можеби кинокултура, размислуваме за горниот спрат од ГТЦ, бидејќи делот на ГТЦ е тотално замрен, особено третиот спрат, и јас верувам дека со такви ние мора да ги заживееме просторите, ако сакаме. Со оплеменување на просторите на ниво на општината, можеме да го внесеме повторно духот да го донесеме. Ќе земам, малце ќе излезам тема, ќе земам Орце Николов. Од улица со многу паркирање, со коли, без простор, со реконструкција како што е сега, и тоа е добар пример, забележувате дека целиот тој простор почнува да живее. Со мало кафуле, што работи само за кафе, со некоја мала винарија, со некој дуќан. Започнува економијата тука да се развива, бидејќи фреквенцијата на луѓето и безбедноста во движењето е поголема. И нормално е кај што имате повеќе луѓе да заживува просторот. Имам еден пример, многу често го зборам, Сотвар сендвичара, многу позната во Карпош 3, нема ни еден дуќан околу во тој дел, во тој објект, сега има сите дуќани се отворени, веќе циркулацијата на луѓето започнува тука. Че имате циркулација, имате можност да развивате одреден бизнис. И за тоа ги разгледуваме сите опции каде што би го реализирале тоа. Дополнително, бидејќи нема општина која до сега размислувала или применила одредени здравствени работи или методи за подобрување на индексот на јавното здравје. Имаме проект кој што малце би го намалил оној ангажман на матичните доктори во однос на основните потреби на граѓаните. Притисок, мерење на притисок, мерење на шеќер, совет за исхрана, совет во делот на дали психијатриски или некаков друг совет. Значи планираме. Тоа мислувате како диспансери? Тоа се и пред се има дигитални автоматизирани станици кои што ќе може да го измерат сите тие параметри, а дополнително бесплатно ќе видиме дали од потребите. Значи се е база на анализа, ќе видиме дали е потребно еднаш неделно, 2 пати неделно, еднаш на 2 недели, еднаш месечно на одредени локации, сето тоа да се врши со млади доктори, млади психијатри, млади луѓе кои што ќе ги внесеме во системот и да си олесниме на работа кај матичните доктори и ако можеме, тоа веќе со законски измени, да го врземе целиот тој систем електронски за и матичните доктори да ги добиваат информациите и доколку има потреба некој пациент да биде повикнат за соодветна терапија. Не ние да даваме терапијата, зборам како такви здравствени хабови, туку само резултатите да се доставуваат до матичните
доктори. Така што, пак ќе кажам, се бориме исклучиво за подобрување на квалитетот на граѓаните. Изградба на катна гаража, на градинка, тоа ги подобрува условите. Меѓутоа, квалитетот се добива на животот, се добива со оплеменување на просторите, со вакви, да речам, инвестиции во млади, во возрастни, каде што ќе им ги олесните одредени работи. Бидејќи државата и локалната самоуправа треба да биде најблиска до тие што највеќе им е потребно. Тоа се младите, пензионерите, ранливите категории. Ние додека сме работоспособни, можеме најголемиот дел сами да си го завршиме, да ги завршиме тие процеси. Меѓутоа, државата и локалната самоуправа им е најпотребна на сите овие категории, кај што директно мора да учествуваме и сите оние грижи што ги имаат луѓето, дали од здравствен проблем, дали од финансиски, дајте овие локалниве проблеми ние да ги решиме, да не ги мислат. Па да, веројатно многу е логично проблемите да се решаваат од локално кон колективот надвор, не е обратен процесот. И затоа би ве запрашала со оглед на тоа што гледам дека сте вие поборник за оние видливи решенија, првични за подобрување на квалитетот и секојдневието на граѓаните на општина Центар. Конкретно, во првите 100 дена, што пластично и видливо ќе може да забележат граѓаните како промена? Да се исчисти Центар. Так. Сега градоначалникот интензивно е на терен, меѓутоа тоа е последните 4 месеци. Ќе го направиме пресекот и од тука натака континуирано и редовно ја одржуваме. Дополнително, правиме план за раззеленување на сите оние простори кои што сега налекуваат како фудбалски терен во рурална средина во Гана, буквално жолти, не се ни жолти, него нема ни трева, него туку се земја. Тој првиот впечаток да биде дека окей, убаво изгледа. Дополнително започнуваме во првите 100 дена процесот на брендирање на општината. Не може вие во една општина Центар, во најурбаната општина, да имате во едно мало, на една уличка 10 различни столпчиња. И по висина, и по боја. Не може да имате 10 различни канти. Не може форми. Не може да имате 10 различни клупи. Недозволиво тоа. Не. Брендираме општина. Се е исто. Ке имаме технички цртежи како клупата треба да изгледа, па кој се јави на повикот, нека се јави, нека даде најдобра цена. Меѓутоа, клупата мора да биде таа. Така, да воспоставите стандарди. Стандард и критериум како треба да изгледа. Дополнително, започнеме со сите тие капитални инвестиции што ги зборуваме, со процесите, дали ќе биде процес претходен пред спремање на проектна документација, бидејќи во моментот општината има многу средства, 10 милиона има што треба да се инвестираат за проекти. Дополнително има околу 4 милиона, видовме во ревизорскиот извештај, ненаплатени долгови по различни основи. И што е да биде поголема трагедијата, општина Куманово со дупло поголем број на жители во Центар има искористено од државата 13,5 милиона евра за проекти. Меѓутоа спремиле уредна проектна документација, ја поднеле и ги добиле средствата. Или ќе ги добијат. Општина Центар до сега има 1,7 милиона евра. А можела да искористи од 6 до 7 милиона евра. Значи, секој повик што ќе биде од страна на државата, ќе аплицираме, меѓутоа претходно ќе си ги спремиме сите проекти, да не фатат неспремни, ќе аплицираме за да ги добиеме, бидејќи тоа е исклучиво во интерес на граѓаните. Катната гаража во Бонјаковец, која ќе го растерети целото паркирање во Бонјаковец, можеби ќе треба да се направи одредена експроприација, ќе видиме, јас не знам точно како бидејќи не сум влезен во општината. Ќе разговараме со граѓаните, веднаш ќе пристапиме кон изработка на проектна документација. Што ми ја завршиме, отвараме повик, почнуваме да градиме, бидејќи интересот на граѓаните во Бонјаковец е сите сервисно-стамбени улици да бидат резидентни или комбинирани. Тоа ќе направиме анализа дали ќе бидат цело време резидентни или може да ги скомбинираме делумно да бидат од 7:30 наутро до 16:30 во попладневните часови, дали да бидат комбинирани да се наплаќа, кога луѓето од Центар заминуваат некаде со автомобил надвор од центарот на работа.
Дополнително долго најавуваната општинска зграда исто мора да се реализира и тука можам да се пофалам со еден проект што го планираме паралелно со тоа, со изградбата, бидејќи тука планирани се околу 300 паркинг места. Паркингот, коцката на Михаил Цоков пред општината и паркингот Карши Фонтана да бидат ослободени од возила, да биде пешачка зона со еден убав плоштад, каде што тоа е и целта, да ги ослободиме просторот за граѓаните, за движење, за различни дружења. Да го вратиме духот во малото, бидејќи сите тие проекти го збогатуваат квалитетот на живеењето. Сите тие работи што ги планираме да ги започнеме уште веднаш, ќе го олеснат животот во центар. Дополнително, тоа со Орце Георгиевски го зборевме, неколку пати кога се видовме во Капиштец монтажните гаражи да се продолжат лево и десно од постоечката гаража и една монтажна или катна гаража. Ова за во Капиштец зборам за катна гаража, а во исто кај функционерската зграда што ја викаат кај нова железничка станица, исто тука има простор кај што е предвидена според ТУП-от монтажна гаража, така што на многу простори во центарот на градот ќе го олесниме паркирањето. Да, ќе го олесните паркирањето со што ќе бидат задоволни возачите на автомобили, се надевам и сообраќајниот хаос ако се среди. Што правиме со велосипедските патеки и тие проекти за да Скопје е град каде што навистина велосипедистите тешко се снаоѓаат. Одамна, да речеме, една Љубљана која е во рамките на Скопје, тоа и сакав да ве прашам дали можеби имате некаков параметар, некоја друга метропола која е слична на Скопје, според која би примениле некои мерки како што ги споменавме за Тирана, некои од делувањата на актуелниот градоначалник. Ете, во Љубљана конкретно се работеше долго на тоа да се елиминираат возилата, спреку јавниот транспорт се разбира и оној систем воспоставен на велосипеди за кои може да се изнајмуваат за многу ниски цени, кои ги има насекаде во градот, велосипедски патеки кои безпрекорно функционираат, кај нас некако тоа се воспостави како систем, само што навистина уште е хаос. И со оние тротинети електрични, кои поминуваат низ патеките кон велосипедите, возилата, улиците се тесни. Размислувате ли за тоа? Дали Скопје треба да биде град повеќе на велосипедисти, би рекла, и на мопеди, ете со некоја ниска волтажа? Апсолутно да, бидејќи ако сакаме да го намалиме и загадувањето и користење на автомобили, мора да стимулираме алтернативен превоз. За да помине велосипед, има само неколку локации. Тоа може да се направи со добра реконструкција на улиците. Повторно ќе ја споменам Орце Николов. Улица добро плански реконструирана. Меѓутоа и просторните техничките услови овозможувале таа улица така да се реконструира. Секаде каде што може да се направи таква реконструкција на улици, каде што ќе се овозможи дополнително и патека за пешаци, и зеленило, и велосипедска патека, и улица, тоа ќе направиме. Каде што постојат просторните услови, зборуваме реконструкција на многу улици. Јас кога зборувам реконструкција на улици, не зборам гребење на асфалт и поставување на нов. Тоа е санирање на улица, не е реконструкција. Реконструкција е целосна реконструкција, кај што ќе смените атмосферска канализација, фекална канализација, кај што жиците од струја од кабловска ќе влезат под земја, кај што ќе се засади ново зеленило, постоечкото ќе се испита дали е здраво или болно, каде што ќе се издизајнира на тој начин кај што ќе се задоволат сите параметри. Немаме многу улици такви од центар. Меѓутоа, сите кои што дозволуваат, да, тоа ќе го направиме. Дополнително, сите тие субвенции што се давани за велосипеди, ќе ги продолжиме во зависност од буџетот, а мислам дека ќе имаме можност и ќе зголемиме тие повици да бидат за повеќе велосипеди. Дополнително, покрај тие патеки ќе треба да ги најдеме и соодветните паркиралишта и безбедни да бидат за и мониторирани да бидат за велосипедите и да има полначи за електричните
велосипеди. Така да, тоа е еден пакет од работи кои што на долг рок ќе ги мотивираме граѓаните да го користат алтернативниот превоз. Бидејќи Лјубљана не станала Лјубљана преку ноќ, вака како што гледаме. Лјубљана работела на проблемите и за превозот, и за отпадот преска што го зборевме, пошто ние не измислуваме топла вода. Нити они измислиле топла вода. Туку виделе од некаде, прочитале од некаде, научиле и започнале да го имплементираат. Многу е важно да ги прифаќате и да ги слушате предлозите што доаѓаат од граѓаните и да не го гледате тоа како критика. Туку секој предлог вреден е да се разгледа. Дали може да се исполни? Ќе провериме. Може. Одлично. Влегуваме во реализација. Бидејќи ние сме таму избрани од граѓаните. Тоа е нашиот работодавец. Во приватна фирма, ако не испорачате резултат, ќе ви речат, повелете вратата, одете си. Така. Овдека ми е жал што законот за локална самоуправа не се донесе, да секој градоначалник што не е квалитетен, да може да биде повикан. И тоа е ред, и тоа така треба да биде. Да. Така тука се некако се прирушуваме на крајот од емисијава, а мислам дека вие со ова последново си го давте одговорот на прашањето дали ќе работите во интерес на граѓаните, во смисла на тоа дека сте подготвени, можеби да се конфронтирате со вашата партија од која ја добивте кандидатурата, ако е тоа интерес на граѓаните. Во Движење Знам нема конфронтација која е за лични интереси. Движење Знам постави, бидејќи ние сме нова политичка партија и една од добрите работи што можам да се пофалам е дека кога се избира кадарот што треба да биде поставен на одредена позиција, се избира правиот човек. Не се прави систематизацијата во одредена институција по тој кадар, него гледаме кадарот да биде според тоа што е потребата на институцијата. Така што нашата цел е да работиме за граѓаните. Можеме да видиме по изминатите 18 месеци колку и да е владата, дека во јавната администрација, во Министерството за правда, до сега нема никаков скандал. Нема ни во еден министер во владата во моментот или заменик министер во владата во моментот што партиципираме. Во Министерството за јавна администрација се направија реформи кои што не беа направени години наназад во интерес на јавниот сектор и јавната администрација. Во Министерството за правда во моментот во процедура се 23 закони. Закони кои што не се ставани на дневен ред по некоја причина и се работат. Да не ги набројувам и другите институции, јас како електроинженер во Министерството за енергетика, во Министерството за дигитална трансформација имаме човек кој што доаѓа од тој сектор, така што прави луѓе на прави места без никакво влијание од надвор. Целта е работете честно, работете поштено, испорачете ги резултатите, бидејќи ние сме избрани од граѓаните за граѓаните. И тука нема компромис. По ред ви благодарам на гостувањето и со среќа во недела. Ви благодарам многу. Сите среќа имале.